Обвинителката Ленче Ристоска денеска си поднесе оставка од обвинителската позиција. Во објава на социјалните мрежи образложува дека не гледа простор за работа во согласност со принципите за кои, како што наведува, се залагала во текот на целата своја кариера. Како клучни причини за оставката ги наведува последните одлуки во обвинителскиот систем. Таа посочува дека Советот на јавни обвинители ја отфрлил нејзината представка за напад врз нејзиниот интегритет и самостојност, додека државниот јавен обвинител донел одлука да ги повлече овластувањата за застапување во клучни предмети кои се во завршна фаза. Според Ристоска, овие одлуки сериозно ја ослободуваат позицијата на јавното обвинителство и носат конкретни ризици за исходот на предметите кои што се однесуваат на висока корупција и криминал. Оваа недела Советот на јавни обвинители ја отфрли мојата представка за нападот врз мојот интегритет и самостојност, а државниот јавен обвинител донесе одлука за повлекување на овластувањата за застапување во клучни предмети во завршна фаза. Сметам дека овие одлуки сериозно ја ослободуваат позицијата на јавното обвинителство и носат конкретни ризици за исходот на предмети кои таргетираат висока корупција и криминал. Овие постапки се во директна спротивност со визијата за која се залагам, а тоа е обвинителство кое работи надвор од политички влијанија, ги штити своите професионалци и го брани јавниот интерес, доследно и без селекција. Кулминација на обструкциите врз Ристоска била одлуката на Савески, но и отфрлањето на нејзината представка пред Советот на јавни обвинители, која ја поднесе откако премиерот ја нарече медиокритет со политичка матрица, но ниту обвинителот, ниту Советот не препозна притисоци. Таа во изминатиот период беше под голем притисок од власта, а особено поради фактот што ги застапуваше предметите против владеачката ВМРО-ДПМНЕ, Талир 1 и 2.